Денес ја свикав оваа пресконференција за да објавам еден скандал и да разобличам една голема лага, една голема завера против мене во врска со случајот за терапијата на клиниката за онкологија. Верувам дека сите добро се сеќавате на овој случај и на анкетната комисија, која тогаш на барање на ВМРО ДПМН се свика и ја водеше тогашната и сегашна пратеничка Рашела Мизрахи. Мизрахи од тогаш па се до денес, заклучно со вчера во едно соопштение на еден настап, тврди дека јас имам одговорност во тој случај. Да ја потсетам јавноста, обвинувањето беше дека како тогашен министер сум требал во тој период да водам сметка за тоа што биле обврски на министерството кон клиниката за онкологија и обратно, а се однесува на редовните 6-месечни извештаи за работата на клиниката и стручните комисии. Мизрахи тврди дека немало такви извештаи од клиниката кон министерството, дека немало стручна контрола од стручните комисии. И сите овие месеци изминати, посебно сега, кога е актуелен овој проблем со терапијата на клиниката, се води на вистина една брутална негативна кампања против мене. Почитувани присутни, благодарение на искрените и честни и вработени луѓе во Министерството за здравство, кои што знаат што сум направил и за пациентите, и за сите вработени генерално во здравствениот сектор, до мене ги пратија извештаите за кои што бев клеветен дека ги немало. Ја бев убеден дека има, но еве сега тоа сакам и да го покажам. Сите извештаи добро уредно заверени во системот електронски, дури во најтешките ковид времиња, кога и во тоа време кога имаше рестрикции во движењата, ниту еден пациент онколошки, а тоа пациентите најдобро го знаат, не беше оставен без терапија, се до тоа било редовно сработувано во Министерството за здравство. И сакам да ги покажам тие документи на јавноста и вам. Еве ги сите извештаи за сите години од мојот мандат, од 2017 до 2022, ги споделам со вас. Еве ги сите стручни комисии по области, така се направени во различни области, согласно експертизата на лекарите кои што работат на клиниката за онкологија. И сега треба да одговорат и Рашела Мизрахи и тогашниот министер Фатмир Медџити. Прво, дали, како и зошто овие извештаи биле криени? Дали е точно дека на барање на истражните органи кои водат постапка за овој случај, овие извештаи не им биле доставени? Ги прашувам директно дали намерно се криели извештаите за да ме вовлечат и обвинат во скандал. Ова, почитувани граѓани, е скандал без преседан. Откако овие извештаи беа доставени до мене, ја ги доставив до обвинителството и очекувам нормално да бидат земени и анализирани во рамки на постапката која таму се води. Меѓутоа, очекувам да биде и анализирано како и зошто до сега биле криени. И сега од оваа говорница сакам да го прашам ВМРО ДПМН и Рашела Мизрахи зошто го направивте и го правите ова. Дали е толку битна политичката хајка против мене? Дали толку вреди ако сте процениле дека сте имале некаков политички бенефит? Дали има нешто позлобно од тоа да се прикрива вистината за еден таков грозоморен случај за политичките поени и да се кријат докази? Почитувани, очекувам итно да излезат и да се извинат на целата македонска јавност и до мене, и Рашела Мизрахи, и ВМРО ДПМН, што ја донесоа јавноста во заблуда и го оцрнија моето име. Очекувам истовремено и обвинителството да се изјасни за овој дел од овој скандал. И благодарам.